Слип апнејата е малце покомплексна од хрчењето, затоа што тука зборуваме за состојба на паузи во дишењето, подолги од тоа што е физиолошки нормално. Значи, нормално ние кога спиеме, па и во текот на денот, ние свесно не го контролираме дишењето. Тоа е нешто што активност која се одвива без наша волна контрола. Рецепторите во мозокот регистрираат концентрации на кислород, јаглерод диоксид во крвта, врз основа на тоа испраќаат импулси, ние вдишуваме и издишуваме. Кај слип апнејата затајува тој механизам, има подолги паузи, поголеми концентрации на јаглерод диоксид, за да го разбудат центарот, да предизвика импулс на вдишување. Бојазноста е таа што допринесува за да дојде до тој феномен. Проблем многу важен, затоа што не одеднаш, меѓутоа со тек на време предизвикува токму проблеми на кардиоваскуларниот систем, односно зголемување на крвниот притисок, задебелување на срцевиот мускул, појава на неправилности во работата на срцето, односно аритмии. Така да слип апнејата сама по себе е ризик за сите овие кардиоваскуларни заболувања.